Добар ден, драги ученици! Добродојдовте на час по македонски јазик за 7 одделение. Денес ќе работиме следната наставна единица за митови и митологија. Што треба да научиме? Прво, што е тоа мит и што е тоа митологија, кои се карактеристиките на митовите, како настанале митовите и ќе се запознаеме со митот за Прометеј. Прво да дефинираме што е тоа мит. Мит е куса епска творба, тоа е дело со фантастични елементи. Зборот мит доаѓа од старогрчкиот збор митос со значење расказ, кажување, приказна, говор и така натаму. Теми кои што најчесто се дел од митовите се создавањето на светот, на земјата, на планетите, објаснување за природните појави, сонцето, грмотевиците, дождот, годишните времиња и така натаму. Ликови кои што најчесто се дел од митовите се боговите, хероите, јунаци со надприродна моќ, змејови, самовили, криласти коњи и други фантастични суштества. Овде имаме еден визуелен приказ на античките грчки богови и митските суштества. Кај античките грчките богови тука е прикажан Зевс, Кат, Посеидон, Атена, Аполон, Арес и така натаму. Сигурно ви се познати од часовите по историја. И митските суштества како Хербер, Хидра, Кентаурот, Еднорогот и така натаму. Да продолжиме. Следно што треба да знаеме е како настанале митовите. Митот е создаден во давнешни времиња, во период кога луѓето не можеле да се ги објаснат природните појави, па затоа почнале да веруваат во надприродни сили кои управувале со се што се случувало. Тие надприродни сили биле боговите, самовилите, змејовите, криластите коњи и многу други митолошки суштества. Во минатото, митовите биле свети приказни, а не литературни како денес. Митовите за луѓето во една заедница верувале дека тоа било дел од нивната историја, нивното потекло и уредување на светот. Едноставно, митовите биле дел од нивната религија во која што тие верувале. Денес, митовите се најголемиот и најстариот извор за литературни мотиви. Митологијата е мощна и важна за луѓето, затоа што сите форми на раскажување на крајот се светуваат и потекнуваат од митот. Митологијата и фолклорот како дел од народното творештво се основни извори за литературното создавање на една култура. Што е тоа митологија? Збир од митови на народите кои имаат заедничко потекло ја создаваат митологијата на тие народи. Секој народ има своја митологија. Најпознати се старогрчката, египетската, сумерската, индиската, кинеската, римската, нордиската и така натаму. Треба да знаете дека и словенските народи исто така имаат своја митологија. Како една од најразвиените митологии во светот се смета дека тоа е старогрчката митологија. Таа е доста комплексна, создадена е во античко време и ни ги открива религиозните погледи на луѓето кои што живееле во тој период во околината на планината Олимп, за нивното верување во многу богови, божици, полубогови и други митски суштества. Денес ќе се запознаеме со митот за Прометеј. Прво, како едно предзнаење што треба да
да го разјасниме е дека Прометеј грчки митолошки јунак, еден од најпознатите титани. Титаните биле еден вид на џинови. Неговото име значи оној кој што знае однапред и се смета дека тој му донел знаење и напредок на човештвото. Исто така, според грчката митологија, Прометеј е тој што ги создал луѓето, тој што го создал човекот. Јас ќе ви го прочитам сега митот за Прометеј. Вие може да го паузирате видеото и да си го прочитате уште еднаш митот за да стане појасен. Митот за окуваниот Прометеј. Кога бил создаден светот, со него владееле боговите начело со врховниот бог Зевс. Тогаш земјата била исполнета со животни, морето со риби, а воздухот со птици. Забележал витриот Прометеј дека на земјата нема суштество што би владеело со неа и го создал човекот. Набрзо луѓето се размножиле по целата земја, но тогаш уште не знаеле да се служат со предметите. Не знаеле зошто се сменуваат годишните времења, не знаеле да градат куќи, туку живееле во темни и влажни пештери. Видел Прометеј дека треба да им се помогне на луѓето и им покажал како да ги впрегнат воловите во јарем, како да го користат конјот, како од билките да направат лекови. Ги научил дека во внатрешноста на земјата има многу благородни метали и многу други работи. И не само тоа. Тој и кај боговите секогаш се залагал во корист на луѓето. Барал да не ги оптоваруваат со претешки работи. Добриот Прометеј решил да го украде огнот од боговите и да им го подари на луѓето. Затоа, кога еднаш по небото се движела сончевата кочија, тој зел од небесниот оган и во голема трска им го испратил на луѓето. За оваа постапка богот Зевс наредил Прометеј да биде казнет. Бил врзан со синџири за една карпа на планината Кавказ. Секојдневно еден белоглав орел му го колвал црниот дроб, кој преку ноќ му зараснувал. Овие маки ги трпел до доаѓањето на јунакот Херакле на Кавказ, кој го замолил Зевс да се смилува над Прометеј. Зевс се согласил под услов Прометеј да носи алка на прстот од синџирот за кој бил врзан и врз него да биде стиснато камче од карпата за која бил врзан. Така бил создаден првиот прстен со камен со кој луѓето и ден денес си ги украсуваат прстите. Ете, тоа е, драги ученици, дел од митот за Прометеј. На овој линк ќе најдете едно кратко анимирано видео каде што на интересен начин е представен митот за Прометеј. Напишете го, односно копирајте го овој линк во вашиот пребарувач, погледнете го видеото, па ќе продолжиме со денешнава лекција. Штом го погледнавте видеото, поставиме две прашања за кои што треба да размислите вие. Треба да знаеме дека Прометеј денес е символ на херојството, на промисленоста, на мудроста, но и на самопожртвуваноста и бунтовноста за доброто на човештвото. Сега, првото прашање на кое што сакам да размислите е зошто дарот на огнот им помогнал на луѓето да напредуваат побрзо од другите суштества. Што всушност символизира огнот? Следното прашање е зошто Прометеј ја прифатил казната без да се пожали и што тоа ни кажува за неговата верба во човечкиот напредок.
И за крај, драги ученици, имаме домашна задача. Треба да одговорите на следните прашања. Истражувајте и размислете. Првото прашање е како се вика врховниот бог во грчката митологија? Кои суштества живееле на земјата кога се создавал светот? Како живееле луѓето на почетокот од нивното постоење? Што ги научил Прометеј луѓето? Која постапка на Прометеј предизвикала бесилотина кај Зевс? Како Зевс го казнил Прометеј? Кој го ослободил лукованиот Прометеј? И уште последното прашање, кои елементи во текстот укажуваат дека овој текст е мит? И за крај, за да си ви проверите знаењата што научивте денес, креиран еден квиз. Се надевам дека ви беше интересно и дека научивте нешто ново. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!